dobrikala, Brzica se poigravala, a nisem je ujel. Ptičica prepevala, veselo na bregi, mi s pesmijo vabila svet, a nisem je ujel. Добар ви ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Денеска ве поздравуваме од едно прекрасно, волшебно место од Словенија, во непосредна близина на градот Кранј, поточно се наоѓаме во градот Јесеница. Ние имавме една многу успешна мисија токму тука, на покана од Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од Кранј. Значи, тука имаше еден многу голем настан, тој е традиционалниот етнофестивал, каде што се промовира македонскиот фолклор, традиција, култура, но во склоп на друштвото функционира секцијата кулинарика. Драги мои, ние не можеме да дојдеме тука, а да не промоабетиме за кулинариката, а поточно, значи вистинскиот човек кој што е лидер на кулинариката или координатор, тоа е нашата драга и добра пријателка Тодорка Димитриева. Здраво живо, Тодорка. Здраво живо. Како си? Добро. Ти благодарам многу за поканата и навистина имаш многу одговорна задача да си координатор на кулинариката во Кранј. Колку членови број кулинариката? Па вака, најпрво благодарам. Големо чест и задоволство ние што дојдовте кај нас во Словенија. Со мерак дојдовме, леле. Нашата кулинарична секција се состои со повеќе од 30 членови кои приготвуваат македонски јадења, рецепти за различни пригоди, значи имаме забави, си правиме македонска храна и тоа се го правиме со цел да ја одржиме нашата македонска традиција и да ги научиме нашите деца, да ги пренесеме на идните генерации да знаат да ги прават јадења. Браво, токму и затоа и ние дојдовме од Македонија. Сакам да знаеш. А кажи ми, Тодорка, од кога си ти во Словенија? Во Словенија сум веќе повеќе од 10 години. Работам. Каде работиш? Работам во болница. Мајка си? Мајка сум, имам 2 деца, Андре и Софија. Андре и Софија, поздрав до вас и сопруга да го поздравиме. Поздрав до сопругата. Така, свекор, свекрва, имаш све. Имам. Дал Господ. Поздрав до родителите на сопругот и до моите родители. Посебно поздравија свекрвата и да молам. Поздрав до свекрвата, да, најголем. Така, супер, значи одлично се навикнавте овде, затоа што си другарувате со многу македонци тука. И исто како да сте си дома, така? Така, се дружиме, исто во клубот децата играат, во младинската и во детската секција. Браво! Настапуваат и супер. Браво! Еве, убаво што дојдов кај вас за да ги запознаеме нашите гледачи македонци ширум светот, да видите како живеат нашите македонци токму овде во Јесенице во Словенија. Ти си, значи, лидерка во секцијата и многу си вешта во подготовка посебно на кифли. Така слушнав и затоа специјално дојдов кај тебе, значи за да ни направиш кифли за нашата емисија Вкусот на традицијата. Но овие не се обични кифли, драги мои, сега ќе ви ја каже Тодорка рецептата, но уште и зошто е позната. Таа веќе си направи свој бизнис за продажба на кифлите во Словенија, така? Ги одменуваш македонките, немаат време, сите работат напорно, така? Така е, да. И па дури и словенките, кога прават родендени, забави, прослави, ке се јават Тодорка, ни требаат 100 кифли, Тодорка 200 кифли, така? Затоа е тука Тодорка кој што наоѓа време да ги направи тие преубави кифли. Каде може да те најдат? На социјалните мрежи? Може да ме најдат на социјалните мрежи, да. И кифлите ги приготвам со многу љубов, затоа и почнав да ги приправувам на тој начин да биде достапно за словенките.
немаат баш таква навика како нас да имаат такви домашни. Може јас кифли. да бидам кума на кифлите и да ги наречам љубовните кифли на Може, Тодорка. може. Ете така. Ајде да слушнеме што се е потребно за љубовните кифли на Тодорка. Пред да ги слушнеме состојките, само сакам да ви кажам на која локација се наоѓаме. Под дрвото апартман, под дрвото Мацесен. Многу познат апартман исто така на наши македонци. Нема, ние поддржуваме се што е наше македонско и одлично. Каков убав апартман, колку се израдував кога дојдов. Чист воздух, гледате во планината, во високите планини, борова шума, мацесна дрва, колку сакаш тука прекрасно, и да ги поздравиме собствениците Валерија и Филипо. А и со нив имаме едно изненадување, но потоа. Што се е потребно љубовните кифли да се направат на Тодорка? Вака, најпрво ни е потребно брашно, 500 Колку? грама брашно, 500 грама. потоа една лажичка сол, една лажичка шекер, 3 белки од јајца, една коцка свеж квасец и 250 мл млеко. 100 грама зејтин, а подоцна ни е потребно сусам и може да ги направиме различни, може со сирење или Со урда, или со сирење, со спанак, со спанак, така? да, различни. Јас се одлучив денеска со сирење. Супер. Ајде да видиме како се прават тие кифли, целата постапка да ни објасниш. Кажи ми, наоѓате македонски производи тука? Се наоѓаат. Се наоѓаат. Тоа е исто многу важно. Ево, најпрви ми Ајде. ставам квасецот. Јас ке ти асистирам. Квасецот. Добро. Потоа сол. Една лажичка. Една кафена лажичка, така. Потоа малку шекер. А и шекер треба. Малку, да. Така, значи во потребните состојки и една кафена лажичка шекер. Па малку зејтин. Така е, околу 1 децилитар Да. масло. Ги ставаме белките. И полека ставаме млеко. Не целото, предпоставам, нели? И И започнуваш со започнувам месење. со месењето, да. Тајната е полека. Аха, ја Да видов се- дека ти се стави на другата Да. страна. На едната страна ти беше брашното, а на другата страна сите овие Така, сол, да. шекер, масло, млеко и си зимаш помалку, И си зимам така? колку е И потребно. треба да имаш екстра резерва брашно. Да, така е. Така? Затоа што тестото треба да биде меко, да бидат добри. А кажи ми, одиш често во Македонија? Одам. Од кој крај си во Македонија? Јас сум од Виница, а мажена сум во Ново село Стромичко. Така, значи одиш често Одам да си често. ја видиш фамилијата. Да ги видам родителите на сопругот, роди Така, супер. и децата сакаат. И ние сакаме. Деца, така и баби и дедовци, Да. уживање, нели? Сега ќе си додадам уште малку брашно. Така, да, пошто има брашно кое што повеќе ќе пие, некој помалку. Да. А тестото треба да биде тврдо или треба да Меко, биде меко. Меко како душа, а? Тестото треба да биде баш меко. Па да ти кажам, срекни се словенките сега што ти имаа тебе. Во секое време може да си Така добијат е. македонски кифлички. Приправени со многу љубов. Јас тоа го работам баш со љубов. Секоја чест и се што е поврзано со храната е за голема почит. Гледаш како, ти работиш како медицинска Да. сестра во породилното и тука во Крањ или во Јесени? Во Крањ. Во Крањ. И сепак наоѓаш време и ова дополнително да го Затоа што работиш. ме исполнува, приготвувањето на македонската храна, на македонските рецепти. Исто така правам и да кажеме некои пити или И пити сукаш, Да. лале, машала. Колку млада си, ја се знаеш тоа. Браво, браво. Така, сега значи тестото е готово. Сега да ни кажеш, колку време, чека да го видам? Тестото треба да биде баш супер. меко, баш. Многу добро, многу добро.
колку време треба да одстои да го зголеми својот волулен? Приближно околу половина час. Половина час. Да. Во ред, супер. Ние имаме таман време, Така. а ќе замолиме твојата помала сестра, Добро. која што исто ќе снимаме со неја емисија, Валерија, да ни направи едно кафе, па да си седнеме во дневната соба, па ова нека Може. си стасува. Добро. Може? А го покриваш? Го покривам, Знаеш ли да. како прават кај нас? А, така. Така е. Ќе го покриеш со... Го покриваме, ево, прво му со. ставаме. Ево, да не си Најмаше. изсуши. И така. салфетка И една ќе салфетка. ставиме. Браво, така. супер. Останете со вкусот на традицијата. Еве, машала, ама колку брзо стаса тестово. Ајде, сега да видиме што понатаму. Ево вака. Леле, ти му баеше ли на тестово? О, види ме урчиња, дупчиња, тоа значи темпо годено. Еве вака. Тестото е више готово. Леле, ни да се Вадиме. залепи, ни ништо. Така. Прво си правиме така, си правиме топчиња. Топчиња. И ставаме. Ова најнакрај ќе ни треба. Така. Како да нарачаме ние во Македонија од твоите кифлички? Кога ќе бидеме во Кога ќе Македонија? дојдеш во Македонија, има да им траиш кифлички, ќе дојдеме во Виница. Така е, да. Нема Ти проблем. сега направи половина доза, така од Да, половина килограм. така. Колку од прилика кифлички Од прилика околу 30 али малку. Ако Околу се поголеми 20. Да, така. Ајде да и јас да фатам. Да. Да не речеш дојде Адријана и само збори, ништо не се фати за работа. Така ги направиме. Претходно ставиме малку зејтин На работната на работната маса и за да опит. не се залепат. Така, да. Леле, кога ќе му седнеме после на кифлите. Ево, така. Сега. Ова има повеќе, ќе ставам овде, може? Може. Така. Овака ги расукуваме. Значи, ако е добро Значи да си има тестото, даска за... да си имаш даска. Вака. Добро. Ножот. Повели? Фала. Ова вака правим. Три такви правиш, Да. три. И потоа вака. А Се- каде ставаш сирење? Внатре. Ова е така, може да ги правиме А ти без. сега покажуваш какви се врсти Така, можеш да направиш сега ги правиме на кифлички. обични. Празни, Ќе ставиме и со сирење. после и со сирење, така. Но овде гледам дека имаш и путарче, коцкички мали од Да, путер. тоа се да става- го ставите во потребни состојки. За секоја кифла по едно За секоја коцкиче. кифла по едно. Тоа се става така. на крајот. Така. Ама сега вака да ти кажам. Слушнав дека свекрва ти Живка правила многу убаво сирење во Ново село. Да, така? вистина е, прави И ова од најубаво. незиното сирење? Тоа е од незиното овчо сирење. Господја Живка, лауда ти е. Гледаш знаата каква промоција ти направи. Браво. Ајде одиме Ево понатаму. Истиот постапек, истата постапка ја Така. повторуваме. Дали кифличките ги научи од мајка ти? Да. Да Кифличките ги- поздравиме, како се вика мајка ти? Маре. Маре, голем Поздрав. поздрав до тебе. Кифличките ги Еве, научив од неа кифличките на и ги Маре. правам уште од дете. Браво. Сега ќе ставиме малку и сирење. Овака. Значи може со многу Може со различно. различни вкус. филови. Така. Значи прво почнуваш од крајот Така. према почетокот да се разлистаа тоа. И ги ставаме. Може ја да ги редам Може. тука? Да. Така. А редната на колку треба да биде Ревната вклучена? треба да биде на 250 степени и се печат околу
10 минути. 10 минути. Добро. Нашата ревна е пуштена. Така, спремна. Леле, какви чудеси, каква храна и какви специјалитети имаше на нивниот фестивал. Тоа вреди од Македонија да дојдете кога ќе им биде фестивалот. Традиционално секоја година се одржува. И се така, низ принцип, се додека не го потрошиме целото тесто, тоа е сите топчи. Така е. Добро. Сега продолжи си ти, за да ја наполниме тепсијата. Добро. Вака да ги редам или да ги редам Така, вертикално? така, добро. Така, добро е. Значи, повкусни се кога ќе се со сирење. Со сирење. Да. Даваат некој посебен вкус. Така. Што се вели, така ти се усовршени кифлите, да, како си играш со тестото. Тесто ми баш оди од рака. Аха. Ево уште две ни остана, веќе сме на самиот крај. Значи, какво е тестово? Тестото како свила е, свила. Овие вака ги ставив. Може, да. Може? Пробам сиренцето. Како локуме. Се познава дека е домашно. Да. Е, Така. Леле и таман, значи таман ја завршивме тепсијата. Ја подполнивме. Сега што следува? Повели сега. Сега следува најпрво Ги Ќе ги мачкаме жолчка. со жолчка. Пошто белките отидоа во... Белките внатре во Така. смесата. Ми текна, требаше да се мериме екипата пред да тргнеме и да се мериме кога ќе се вратиме. Леле, ки испука вагата. Сите овие убавини да се пробаат. А одозгора ќе им ставиме сусам и путер. И путер, да. И ги оставаме малку, околу 10 минути да се печат. Да отстојат и потоа ги печеме. Откако ќе ги испечеш, ќе дојде твојата војска? Ќе дојде. Супер, таман сите заедно да јадеме. Гледате како се тука наштимано под конец. Ќе се испечат кифлите и сите доаѓаат. Така е. Ова ти како од шега ги направи. Така. Еве ти ова. Ставаме сусам. Затоа што се повкусни. Да, крцкав сусамот. Така е. Може. Да не ми најдеш мана? Не. Нема? Одлично. Добро. И сега вака по едно од озгора? Така, да. По едно. Само по едно? На секој по едно. Добро. Бива.
Затоа што маслото прави да бидат уште повкусни. Да. Тој мирис која ќе го пушти. Едно ми отиде надоле, ама нема везе, нели? Така? Тоа е тоа. Да, еве тука немаме. Доволно. Супер, драги гледачи, еве ги популарните љубовни кифли на Тодорка. Сега ги печеме, ги чекаме останатите, гостите, семејството незино и си се седнуваме да си ги пробаме кифлите. Се пече на 250 степени 10 до 15 Така, минути. 10 до 15. Останете со вкусот на традицијата ексклузивно од Словенија, од Јесенице. Добриот глас надалеку се слушна. Ние ставивме едно стори на телефонот, на Инстаграм, пуштивме стори на Фејсбук дека кифлите се готови, веселата дружина дојде. Драги мои, сега ни е срцето уште повесело и кифлите ќе бидат уште посладки, затоа што дојде керкичката на се вика Софија, така? Здраво, Софија, здраво. Но ова е навистина срекното семејство. Тука е и сестрата Валерија, зетот Филипо, нашите македонци во Словенија и најголемиот ерген Стефан. Стефан вика, ја ќе чукам на тапано и ќе свири. Значи ќе биде голем музичар, затоа што ова е воедно и големо музичко семејство. Јас со нетрпение чекам да ги пробам кифлите, но верувајте дека Софија и Стефан повеќе од мене. Па да ги пробаме. Тодорка, да ги пробаме ли кифлите? Прво на дечињата. Прво на дечињата. Така. Прво на Софија, па на Повели Стефан. О, леле, Ево, радости повелете. живи. Како ги погоди Повели. на печење. Каде додиш на крајот на светот, ајварче мора да има. Кај нашите македонци. Браво. Ова предпоставам дека од виница ајвар, Да. така? Или од кочани. Од виница. Од мајка ми го прави специјално за нас. И си имаме шопска салата и домашно подкиселено млекце. Ето, кај домаќини луѓе. За мерак, значи не да се убави, како Добри сунгер, се. како памук се. Чекај да видам со ајварче како ќе бидат. Леле, како е ајварот. Раците ди се послатат на маре. Браво бе, маре, алал да ти е. За мерак. Вие сте сите музичка фамилија. Претежно, нели, вашиот оркестар. Но и вие, ако не ви е професија музиката, еви Софија, колку години имаш? 7. Може ли ти да ни отпееш на нас нешто и да ги поздравиш? Сите во Македонија да ги поздравиш. Сакаш да одиш во Македонија? Да. Браво. Што ќе ни отпееш? Македонско девојче. Може ли да почнеме? Да. Ајде, почни. 3, 4. Македонско девојче, китка сарена, во градина набрана, дар подарена. Дали има на овој бели свет поубаво девојче, Од Македонче. Нема, неке се родим, поубаво девојче, од Македонче. кога косирах цветки, како коприна, лична си и полична од самогина. Дали На овој бели свет
Македонче. Дали има? Нема, и неке се роди по-убаво девојче од Македонче. Браво за Софија, браво за вашето прекрасно семејство. Да сме здрави и живи. И така, значи, Здравје. да си живеете во слога, во љубов, со радост и со среќа сите. А вие, драги гледачи, направете ги овие љубовни кифлички. Па некој мајата ќе го фати, а ти ги спаси. Домакинките немат време, нели? Немат работа. И твоите љубовни кифли убаво ќе им дојде на душата. Се надевам. Ќе те најдат на социјалните мрежи, така? На здравје, драги мои, ве поздравувам од Јесенице, од овој прекрасен дом, апартман на нашите домакини. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување. Довидување.